Спорт и здрав живот, комбинација каква што може само да посакаме. Прв гостин на темата здрав живот во новата година во емисијата Македонија на утро е Љупче Трајчев, а со него нутрициониста, со него ќе разговараме за предизвиците во исхраната за 2022. Добро утро. Среќни празници, добре дојдовте во нашето студио. Сте биле тука веќе неколку пати. Да, благодарам. Веќе се чувствувам како дома. Благодарам на поканата. Среќни нека се празниците кои што доаѓаат и на вас и на нашите гледачи кои што не следат во моментот. Се надевам дека во новата година ќе бидеме исто така интересни како што бевме минатата година. Да, нутриционистите сакаат да кажат, или оние кои се занимаваат со исхраната како наука, сакаат да кажат дека еден ден или една седмица или еден месец или еден период во животот е премалку за да се храниме здраво. Значи треба во текот на целиот живот да се храниме здраво. Меѓутоа доаѓаат периоди кога едноставно не може да се заобиколи она што е на трпезата, а тоа се пред се новогодишните и божичните празници, па како сега да се спасиме во овој период по овие празници, како да го исчистиме нашиот организам? Па вака, ако погледнеме малце во нашата историја, на нашите предци, ќе видиме дека тие во суштина се хранеле здраво, конзумирале месо и обилно јаделе само за време на празниците. Тука били и тие постови кога се чистел организмот, претежно со растителна храна која што има растителни влакна кои што поволно влијаат на чистење на цревата и на целиот организам, и за празниците знаеле да изедат поголемо количество на месо. Проблемот е што ние постојано јадеме како да сме на празник. Тука се јавува главниот проблем во денешната исхрана на современиот човек. А ова што се случува за време на празниците воопшто не е проблем. Организмот е толку совршен, за тој може да издржи одреден притисок, меѓутоа ако ние константно му правиме притисок, тој од време на време почнува да попушта и да покажува знаци дека нешто треба да промениме, и ние ако не ги слушаме тие знаци од нашиот организам, тоа може да помине во некоја хронична болка или некоја болест која што подоцна многу потешко може да се излечи. Така да празниците им препорачувам на сите да си ги слават онека како што треба, да се опуштат, значи да конзумираат храна колку им се допаѓа, меѓутоа после празниците е добро да се направи еден детокс, една промена на режимот на исхрана, внесување на многу повеќе свежа, здрава храна, за да може организмот да се врати во онаа хомеостаза која што за него е најповолна. Колку, според вашите искуства, колку на нашите празнични трпези има обид да се комбинираат здрави состојки? Па во последно време доста се практикува тоа да се воведат и повеќе здрави намирници, да се воведат поголем број на салати, храната која што ја има на празниците. Единствен проблем со кој јас не се сложувам е внесувањето на многу месо и внесувањето на истовремено на многу млечни производи, кои што е се една кобна ситуација, една кобна исхрана за нашиот организам. Темпирана бомба. Токму така темпирана бомба која што толку многу ја згуснува крвта и прави огромен проблем. Затоа имаме и за време на после празниците имаме толку многу срцеви и мозочни удари, затоа што крвта станува многу густа, не може да се движи по крвните садови и они кои што претежно има хипертензија, висок притисок, доаѓа до таков немил настан. Така да им препорачувам кога јадат месо, да не јадат млечни производи, да јадат многу салата, или ако се одлучат за млечни производи, да јадат исто така многу салата, затоа што самото месо и сирењето немаат растителни влакни, тие делуваат како лепак и во нашите црева и во нашите крвни садови, што е особено тешко за нашето срце да пумпа една таква крв која што е многу густа. Колкав период, да предпоставиме дека празниците траат 15 години до стара нова година, колкав период е потребен да се исчисти организмот? Сега исто да предпоставиме дека и пред новата година сме живееле некаков горе-долу здрав режим на живот, меѓутоа по празниците и по условно кажано повторно загадувањето на организмот, шок кој што му е и добре дојде на организмот, колкав период е потребен да се исчисти?
Па зависност од состојбата на самиот организам, зависи од физичката активност на тој кој што ја конзумирал таа храна. Претежно прво треба да се почне некој процес на чистење од црниот дроб, затоа што црниот дроб заедно со жолчката е тој кој што ги обработува протеините, посебно животинските протеини кои што се најтешки за обработка во нашиот организам, и во тој период црниот дроб и жолчката се преоптеретени. Значи треба да се почне со нивно чистење, подоцна да се исчистат и бубрезите и цревата. Има многу добри природни начини на кои што тоа може да се направи. Може да се направи наједноставен начин, е само да речеме диета со салати, кај што ќе се внесуваат само салати, нема да се внесува ништо друго, и секако може наутро да се внесуваат интегрални житарици кои што исто така со своите растителни влакна многу добро делуваат на чистење на цревата, затоа што она што се случува во цревата внесувајќи ваква храна доаѓа до залепување на цревните ресички кои што се најбитни за абсорбција на сите хранливи материи, така да нивната перисталтика многу се намалува, затоа што, како што реков, станува една леплива течност која што нема растителни влакна кои што ќе помогнат во варењето. Тука се уништуваат и корисните бактерии кои што ги имаме во нашите црева. Добро е што ние по традиција македонците имаме да правиме расол од кисела зелка, која што е дефинитивно најдобриот пробиотик, и знаеме сите оние кои што имале проблем со стомакот или ако претерале со алкохол и слично, знаат дека расолот е тој кој што најдобро ќе ги опорави од таквата ситуација, така да им препорачувам сите оние кои што имаат дома, кои што направиле или ако може да си набават во големи количини да го конзумираат универзалниот сокот од зелка. Универзалниот лек по празниците. Велите големи количини на месо. Дали човековиот организам може да живее без протеините од животинско потекло? Да, може, секако. Најдобрите спортисти во светот и во Македонија се луѓе кои што не конзумираат месо. Карл Луис на времето да не се откажеше од месото, немаше да долги години потоа да биде број 1. Ние го имаме тука нашиот бисер во Македонија, кој што минатата година сруши 15 на рекорди. Дарио Ивановски, кој што победи на 2 пати на Белградски, 4 пати на маратонот во полумаратонот и маратонот во Скопје, кој што исто така не конзумира месо, е исто мој пријател, ја го поздравувам. Имаме многу примери. Новак Џоковиќ, да не го забравиме. Џоковиќ, да не го забравиме. Пошто јас сум и докторирав на природна медицина, во одсекот кога докторирав имаше една прекрасна студија која што беше направена врз 40 спортисти кои што одреден период се хранат со протеини само од месо, одреден период се хранат со протеини месо и растителни протеини, и одреден период се хранат само со растителни протеини. Кога се хранат само со растителни протеини, нивната издржливост е 2,5 пати поголема во она што може тие да го постигнат и како резултат и како издржливост. Па ние, например, можеме примерот да го видиме и од природата. Например, слонот може да трча 4 дена без престан, иако е толку голем. Сите тие протеини, таа мускулна маса е настаната од тревата. Так. Ако го земеме лавот може да трча 3 минути, потоа веќе е изморен, треба да одмара некаде 2 сата за да си ја поврати силата. Така да само треба да ја гледаме природата и да живееме во склад со природата, и никогаш нема да имаме проблема. Природата ни кажува многу, а само ние треба да го сватиме тоа. Така да растителните протеини се многу полесни за варење, затоа и не го оптеретуваат организмот. Добро, кога сме кај растителните протеини, владее митот дека за да се внесе доволна количина растителен протеин треба да се изеде обилно храна од растително потекло. Воопшто не е така. Например, 100 грама сончоглед содржат повеќе протеини од 100 грама месо. Освен тоа, со сончогледот ќе внесеме многу магнезиум, каде што ќе ги опуштиме мускулите. Масти. Молам? И масти внесуваме преку растенијата. Да, внесуваме и масти кои што дополнително ќе треба да се обработат. А протеините од месото ќе им треба многу повеќе време за да се сварат. Исто тука е брокулата, која што е одличен извор. Тука и наутот, кој што нашите предци многу повеќе го користеле порано. Правеле и леп од наут кој што бил високопротеински леп и работеле по цел ден на нива и немале воопшто никаков проблем. Месо јаделе само за
празниците. Знаеме дека немало фрижидери, месото го ставале во сол и обично го користеле за некој празник, за роден ден и нешто слично. Немале во секојдневната исхрана месо. Тоа било привилегија на богатите во тоа време, а тие биле многу малку и тие биле најболежливи. Па сепак луѓето преживеале и без месо. Преживеале, да. Како споменавте дека сте доктор на природни науки, односно докториране на природна медицина. Билките и растителната исхрана ви се стручност. Како да го исчистиме организмот во овие денови? Па вака најдобар чистач кој што го имаме во моментот сега како состојка, тоа е чичоката. Тоа е едно интересно растение кое што расте во вид, многу е слично на сончогледот, меѓутоа доле создавена репка. Нашите предци го знаат како зимско јаболко или репка, некои го викаат. Мислам дека може да се најде на нашите пазари. Тоа е одличен чистач на нашиот организам, содржи огромно количество на инулин, кој што е пребиотик за бактериите, кои што се наши пробиотици, кои што помагаат во самото варење. Се наши пријатели на организмот. И освен тоа, содржи состојки кои што ќе го намалат шекерот, триглицеридите, мастите, ќе ги го исчистат така добро организмот, а мислам дека може на пазарите да се најде некаде околу 50 денари, мислам дека и во некои од поголемите маркети имам видено, им го препорачувам на сите едно одлично растение кое што од овој месец некаде му почнува екот, каде што веќе почнува, каде што е во состојба, каде што ги има најмногу тие хранливи материи, затоа што тоа преку целата зима ја впива енергијата и единствено, не единствено, меѓутоа растение или репка, како да го наречам, која што има најголемо количество на витамин Д. Овој период од годината е период кога не треба да се лажеме дека треба да консумираме обилно течности, не само во летото, туку и во овој период. Течностите пред се го чистат нашиот систем. Водата е број еден чистач. Чаевите, билките. Токму така, имаме прекрасни билки кои што растат по нашите планини, кои што можеме да си ги набереме сами или да ги земеме од некој травар кој што бил вреден и по нашите планини на 1000 метри надморска висина ги собрал. Тука можам да издвојам камилицата е одличен чистач, ајдучката трева, кантарионот кој што може да се најдат во огромни количини, мајчината душичка, освен што чисти, таа е природен антибиотик, виротик, добро делува на белите дробови, на цел систем за варење. Така да имаме прекрасни билки, лопенот да не го заборавам, кој што исто така го има по сите наши планини. Тоа се билки кои што ги има по сите наши планини. Има и други билки кои што исто така може да се најдат на други надморски висини, меѓутоа тие не се толку познати и нема ни потреба. Тие се дел од некои чаеви за одредени состојби кога имаме некоја одредена болест. Овие што ги напоменав се доволно превентивно да се користат за чистење на нашиот организам од она сето што заостанува во нашата крв, во нашите органи, затоа што ние мора да им помогнеме на нашите органи да се исчистат. За да си помогнеме себе си. И да си помогнеме себе си секако. Да, Љупче, споменавме дека треба да сме во добра кондиција, споменавме дека треба да консумираме течности кои се поврзани со билките, односно чаеви. Кажавме дека има во Македонија билки. Може ли да им кажеме на луѓето каде може, на нашите граѓани, каде може да ги најдат со цел да ги спојат физичката кондиционирањето и набавката на... Убавината е токму во тоа, кога се планинари, значи се диша чист воздух, се собираат чисти билки и се прави еден благотет на организмот со физичката активност, да не ја заборавиме. Таа е исто така еден од најбитните чистачи, затоа што ние имаме 2,5 пати повеќе лимфа од нашиот организам отколку што имаме крв. А лимфата е нашата канализација од кај што излегуваат сите нечисти материи и оние клетки кои што умираат, одат преку лимфата и се чисти нашиот организам. Меѓутоа лимфата нема значи пумпа како што има крвта, тука е срцето. Ние мора да се движиме. Ливните јазлини се поставени така во организмот, која се движиме под пазувите, на препоните, под колената, над колената. Кога се движиме,
фактички ние ја пумпаме лимфата и преку лимфните јазди кои што ги имаме во голем број во нашиот организам, ја филтрираме лимфата, го чистиме нашиот организам. Така да тоа е една одлична активност, планинарење, каде што се качиме по нашите планини, имаме на Китка прекрасни чаеви, имаме на Скопска Црна Гора изобилува со некаде околу 30 на билки кои што исто така можат да се наберат. И исто така има прекрасен чист воздух, има една од најдобрите води во Македонија која што има алкалност некаде 8,8 заедно со пролом вода единствени на Балканот, тоа многуми на него знаат, јас го имам измерено. Така да имаме толку многу богатство, имаме толку многу планини, Шара е прекрасна, Пониква е прекрасна, значи толку многу планини, ние сме држава која што има најмногу врвови над 2000 метри во светот. Тоа како податок многу малку се знае на толку мала површина. Љупче Трајчев, за предизвиците во исхраната во новата 2022 година, благодариме што ова утро дојдовте во нашето студио. Бевме општи, меѓутоа се надевам и многу конкретни. Па да, на некој начин бевме општи затоа што нели толку ни дозволува времето и на некој начин да дадеме насока на нашите гледачи. Се надевам дека успеавме во тоа. Јас им препорачувам сите што конзумираат месо, нека останат, нека си го конзумираат месото, тоа не представува некој проблем, меѓутоа секогаш да внесуваат огромни количества на салати, растителни продукти, да ја намалат преработената храна, секогаш свежата храна е број 1 за организмот, така најмногу ја препознава, така внесуваме и ензими единствено преку свежата храна, утрото да го почнуваат со течности, со многу овошје, физичката активност и секогаш ќе бидат здрави и живи и среќни, секогаш кога сме здрави, ние сме среќни. Посакуваме таква да не биде оваа година.